Добре дојдовте. Денес ќе влеземе во еден многу специфичен свет. Свет кој наведомо изгледа како секој друг, но внатре е хаотичен, збунувачки и функционира без јасни правила. Зборуваме за атмосферата во дом погоден од алкохолизам. Замислете си го ова на момент. Се будите, но немате поим кои правила важат денес. Што беше во ред вчера, денес може да биде причина за конфликт. Ова не е само хипотетичко прашање, туку сегојдневна реалност за многумина. Значи, од каде да почнеме? Па, од темелот. Или поточно, од недостатокот на темел. Основата на целиот овој хаос е токму непредвидливоста. Разликата е навистина огромна. Од едната страна имаме функционален дом, каде што има некаква доследност, предвидливост, чувство на сигурност. А од другата имаме недоследност, непредвидливост и хаос. Животот не е мирен тек, туку е постојана вонредна состојба. Секогаш има некоја криза, некоја драма, што значи дека никогаш не можеш вистински да се упуштиш. И можеби најзбунувачкото нешто е ова. Еден ист родител може да биде две сосема различни личности. Кога е трезен, можеби е најтоплиот и најгрижливиот човек на светот, но кога пие, се претвора во некој друг. Како дете, никогаш не знаеш која верзија ќе ја добиеш. Затоа, постојано си на штрек, постојано ја скенираш ситуацијата, се обидуваш да процениш какво е расположението пред да кажеш или направиш било што. Но ова оди многу подлабоко од променливо расположение. Овде зборуваме за моменти кога самата реалност станува флексибилна, кога сеќавањата се бришат. И тоа создава огромна конфузија. Клучниот термин за ова е хемиска амнезија или како што почесто се нарекува алкохолен блекаут. И ова не е обично заборавање, знаете, како кога не се сеќавате каде сте ги оставиле клучевите. Не, ова е како цел настан, цел разговор, едноставно да е избришан од меморијата. За детето тоа значи дека нешто што било реално за него, за другиот воопшто не се случило. Ајде да го направиме ова посликовито. Замислете си една сцена. Една вечер, во некој редок момент на поврзување, родителот дава некое многу важно ветување. За детето, тој момент е се. Реален е, значаен, полн со надеж. Ама следното утро, кога детето возбудено ќе го спомне ветувањето, од другата страна добува само празен поглед. Збунетост. Разговорот, ветувањето, емоцијата. За родителот тоа едноставно не постои. Целата таа заедничка реалност од претходната вечер испарил. И тука доаѓа најтешкото прашање. Кога некој кој би требало да биде ваш столб, постојано ја негира вашата реалност, на крајот во кого почнувате да се сомневате? Во другите? Или, можеби уште полошо, во себе си, во сопствените сеќавања и перцепции? За да се преживее во еден ваков непредвидлив свет, децата, често несвесно, развиваат сет на многу мокни, непишани правила. Ова не се правила кои некој им ги кажува, туку правила кои ги учат преку искуство. Тие стануваат нивен нацрт за преживување. И тие правила речиси секогаш се сведуваат на овие три работи. Не зборувај, не верувај, не чувствувај. Не зборувај за она што навистина се случува дома. Тоа е семејна тајна. Не верувај дека ветувањата ќе бидат исполнети или дека луѓето ќе бидат доследни. И конечно, не чувствувај. Затоа што ако навистина си дозволиш да чувствуваш, болката е преголема. Полесно е само да се затвориш. Овој цитат совршено го опишува правилото не зборувај. Проблемите не исчезнуваат само затоа што не зборуваме за нив. Напротив, тие растат во тишината, во темнината. Молчењето можеби делува како решение во моментот, но цената што се плаќа е продолжување на болката, често со години. И сето тоа, сите тие механизми за преживување од детството не испаруваат магично кога ќе се порасне. Тие остават длабоки траги, се пренесуваат во зрелоста и се појавуваат како збир на заеднички особини. Она што некогаш било неопходен штит за да се преживее, сега, во светот на возрастните, станува тежок товар. Овие особини се сумирани во така наречената листа на особини, која ги опишува најчестите карактеристики што се среќаваат кај возрастните кои пораснеле во вакви семејства. Ајде да погледнеме само неколку од нив. Луѓето стануваат изолирани, се плашат од авторитети. Често
стануваат people pleasers, бараат одобрување од сите, до тој степен што го губат чувството за тоа кој се тие навистина. Панично се плашат од лутина или критика. И многу често ја мешаат љубовта со сожалувањето, па овлегуваат во улога на спасител. А чувствата, тие се длабоко потиснати, бидејќи било премногу опасно да се чувствуваат. Добро, ова звучи прилично тешко, но приказната не мора да заврши тука. Постои пат напред, пат кон заздравување, и тој пат вклучува еден многу моќен концепт – свесно да се приземе улогата на родител за самиот семе. Се започнува со разбирање на оваа внатрешна динамика. Кога родителот бил критичен или едноставно емоционално недостапен, тој бил фокусиран на своите потреби. Како резултат на тоа, се создава еден дел во нас кој често се нарекува ранено внатрешно дете. Тоа е оној дел од нас кој секогаш се чувствува несигурно, осамено и како да е одсечено од сопствените емоции. Значи, целото патување кон заздравување е всушност една внатрешна промена. Целта е свесно да се преземе контролата од оној внатрешен критичар кој е само ехо од минатото и наместо него да се активира родителот полон со љубов. Тоа е внатрешен глас што нуди поддршка, разбирање, сигурност и водство. Сето она што недостасувало. И со тоа ќе завршиме со ова прашање. Не е прашање со лесен одговор секако, но токму во него лежи суштината на целото патување. Преземање активна улога во сопственото заздравување и конечно давање на себе си онаа грижа и поддршка која можеби недостасувала.